многу често ние не забележуваме дека сите овие работи што ги правиме во детството, во тинеџерството, ги правиме за себе. Колку и да учиме, слободното време е сепак слободно време и треба баш така да го искористиме, да правиме тоа што не релаксира и што го сакаме. Пред да правите било што, размислете како ќе ви вреди ова во иднината и дали ова ќе ви вреди за 10 години. Нас ни инспирираше и ни ја даде можноста да одиме на тој надпревар, нашата наставничка по англиски Билјана Стојановска. Некои отидивме во Скопје на тој надпревар, успеавме да се квалификуваме за глобална рунда во Хаг во Холандија, каде што се сретнавме со тој што ни е сега ментор, Никола Гелинчевски од Јахакемо, и тој не научи како да станеме уште подобри дебатери и ни даде мотивација повеќе да сакаме да се надпреваруваме. Има една главна тема и оваа година темата беше обновен свет, а таа тема се гледа од 6 различни аспекти. Тоа е историја, уметност и музика, психологија, социјални студии, имавме природни науки и технологија, имавме литература и медија и така натаму. Со овие надпревари нашето другарство е многу зајакнато. Мислам, тоа веќе беше силно на фактор што сме одели на толку места, сме биле во Истанбул, во Хаг сме биле заедно, дури и во Дубај, и преку овие патувања само можеме многу моменти заедно да преживееме и тоа многу го зајакнува нашето другарство. Јас мислам дека образовниот систем е реално е добар, но едно нешто би сменил, а тоа нешто што би сменил е би дал сегмент каде што се учи како да се учи. Ова е поради тоа што и сега во 8 делини уште има голем број ученици што не знаат како правилно да учат и механичко ги памтат лекциите само со читање и читање додека не им влезат во глава, но реално не ги разбираат лекциите што ги учиме.